Добро вечер. Не е новинар или не беше до неодамна. Дојде од никаде, се вгнезди во мала локална телевизија. Покрена емисија и направи бум на македонскиот телевизиски простор. Наметна некаков свој стил и утепа конкуренцијата во неколку потези. Во студиото 2 на 2 ги донесе сите бизнис, политички, други јавни фаци што овде кај нас нешто значат. Освен оние од власта. Тие вели се резервирани за нас конзервативните. Па добро, еве го наместо во неговата политика во нашата пресинг. Ако е за ништо друго, да види како е од другата страна. Саша Ивановски. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Кој е Саша Ивановски, од каде е? Саша Ивановски е од Кратово. Но без разлика што сум од толку убав град, кој што се знае како урбано место со многу видни личности, а сепак сум една провинцијална селјандура. Сега живеете во Скопје? Да. Во телевизија наша, таму сте сместени? Не, јас живеам во Кратово и патувам на работа. Ваши пријатели или непријатели напишаа дека се храните во телевизијата, дека пржите кобасици таму. Па во повеќе фирми во Македонија има кујна и во кои што се јаде, така да и ние имаме кујна која што ја користиме. Јас кога почнував со емисијата, наистина бев во незавидна финансиска ситуација и некогаш немав пари да се вратам од телевизијата во станот кај што бев привремено, така што некогаш и преспиав во телевизијата. Ивановски, директниот повод што сте во овој пресинг е мојот мотив да ве повикам во оваа емисија. Од проста причина што го свртевте вниманието во македонската јавност што вие во вашата политика на наша ТВ, како што реков во мала локална телевизија, успеавте да ги донесете сите на некој начин главни фаци во Македонија, јавни личности, од универзитетски професори до представници на невладини организации, до луѓе од политиката, од сите сфери, од науката. Во последно време газите и по луѓето од бизнисот, од тие што се, условно да речам, најуспешните или најбогатите. Сега ќе кажеш олигарси? Не, ништо јас не реков. Прашувам како ви успева. Па многу сум досаден. Со оглед на фактот што уште не сте афирмиран, сте биле некогаш новинар или ова ви е прво водителско новинарско искуство? Ова е прво професионално искуство, инаку јас себе си се сметам за новинар во срцето, едноставно роден новинар, но немав шанси некој да ми даде шанса, сам се изборив, тропав на сите врати на сите телевизии, само наша ТВ ми даде шанса, тоа е знак дека имаат сенс за квалитет. Кажете ми, инаку наша ТВ не е мала и локална телевизија, наша ТВ се гледа во цела држава, на сите кабловски, така да јас ја гледам како национална телевизија. Ова е порака до собственикот, малку да го доброволите. Секако. Јас зборувам со оглед на националната концесија дека е локална телевизија. Во таа смисла имаме ние сателитска и значи, не мислев ништо да навредливо да кажам, напротив. Мислам дека ова треба да биде и плюс и за телевизијата каде што вие работите, бидејќи реков таму во студиото 2 на 2 прегазија еден куп мал милион што се вели јавни личности и влијателни личности од Македонија. Тоа е доказ дека ентузијазмот и страста победува секогаш. Некој тоа го квалификува како изфрустрираност. Така, рековте дека сега сте новинар. Сте напишале, освен во телевизија, не сте работеле како новинар никаде? Никаде. До сега сте објавиле некоја вест ваша, сте продуцирале? Не, ова е знаете што е новинарска вест? Конзумерски, да, сум конзумирал вести долго време. И сум имал од кого да научам. Тоа не ли наликува, да не ме разберете погрешно, ако јас гледам постојано фудбал на телевизија или на фудбалски надпревари на стадион, седам на трибините и утре да побарам да играм за мојот тим миленик, ќе знам да играм фудбал? Па ако се види дека знаеш, значи знаеш. Кажете ми, што велат луѓето што ги интервјуирате кога ги каните на интервју? Доаѓаат со задоволство, даваат отпор? Зависи тие што не дојдоа, значи дава отпор. За жал не ми дојдоа Миленко и Мирка. Мирка Велиновска и Миленко Неделковски. Тоа е комплимент за мене, бидејќи навистина се плашат, мислат дека ќе си поминат лошо кај мене, што е еден комплимент за мене. А зошто не сте помислили дека не доаѓаат едноставно затоа што не сте им равен, не сте колега, не сте им партнер? Вие не сте новинар за интервјуа. Не сте обучен, не сте остручен. Па не знам дека не е тоа прашањето. Прашањето е сепак знаат дека ќе се поминат лошо, дека ќе биде жестока емисијата, како што беше и со другите некои гости, кои што имавме различни мислења. Така да тоа е прашањето, не е прашањето на... Не е малку чудно што сте од Кратово, а не сте во Сител? Па не е чудно, бидејќи во Сител е Латос, таму кај што е Латос не може да има место за мене. Во наша ТВ кој ве препорача? Па случајно дојдоа работите, едноставно исто му доставив многу на собственикот, му пишував мејлови, SMS и кој нешто рече, еве ти шанса, види се дали можеш. И добро, Саша Ивановски, од каде идејата како електроинженер, така, да се занимавате со
со овој вид професија со новинарство? Еве од каде идејата. Живеев во Америка 2 години, гледав американски политички емисии. Ги споредив со нашите и сватив дека нашите сте жива катастрофа и дека треба да се направи продукт. Го направив и тоа е тоа, значи политика е американски продукт. Што мислите како македонската јавност? Гледателската публика како ве доживува? 50% ме мразат, не може да ме сварат органски, а 50% ме обожаваат. А зошто ова прво, од која причина? Па нормално е, сите оние што се навикнале на оно што до сега било, сака тоа да продолжи понатаму и не се навикнати на малку подрастичен вид на новинарство каде што новинарот ќе се судри со својот гостин. Точна ли е информацијата дека гостите што ви дошле еднаш на втора ваша покана не сакаат повторно да влезат во вашето? Не, точно 90% ќе дојдат пак. Кој од, вака би ги спомнале од позначајните Геровски ќе дојде пак. Кажете ми од политичките Стело Пендаровски. Кој се продефилирае во политика? Па значи гувернери, интелектуалци, новинари, јавни паци. Само Боки нема пак да дојде. Се случи инцидент? Па да, си замина тоа од емисијата. Среќа што си замина, не знаев што ќе правам со него ако станеше цела емисија. Ке прашам и за типот на навреди што вака ги упатувате понекогаш на вашите гости во студиото. И носите пари на куќата? Како профит на емисијата? Да, политика е профитабилна. Гледана, има многу спонзори, се повеќе и повеќе. Заработувате сега доволно за живот во Скопје? Па да, јас не се жалам. Го работам тоа што го сакам и нека ме плаќа за тоа. Тоа е вин-вин. И сега спомнавте дека урнек имате во американските телевизиски водители. Таму има цела лепеза водители, од нели ултра, како ви нарекувате вие, либерални до ултраконзервативни. Така. Вашиот урнек се? Сакате да набрам имиња? Па, например, на кого се подпирате? Има мојот стожер, кој што го креира моето мислење и начин на водење емисијата, е Џон Стюарт. Тој има своја емисија, каде што дури председателот Обама гостува еднаш годишно. Тој е еден од најлибералните, најпрогресивните, најценетите и луѓе кои што се креира јавното мислење во Америка. Посвестум понекогаш ги навредувате гостите. Не знам, по Фейсбук пишувате пресинг не е емисија, ниту Алфа телевизија, каде што јас тоа можам да го изговорам, ниту па јас сакам да повторам такви условно ќе кажам и директно вулгарни зборови за вашите соговорници во студиото. Посвесно, значи отпосле откако ќе заминат. Зошто тоа не го потребувате кога се тука пред вас присутни? Која е таа потреба отпосле да ги навредувате? Јас сум новинар кој што во моите емисии директно се судира со своите гости, така не можете ме наречете лицемер. Кога велите дека сте новинар, јас пак ќе прашам, од новинарското образование имате ли некаква школа, поминавте ли барем низ некаков курс, знаете ли што е вест, што е глава на веста, што е приоритет и така од тој аспект? Од мојот тип на емисија не може да те направи човек добар водител на мојата емисија. Не може да научиш, може да само да се родиш и животот да те направи таков. Така, и сега ќе ми одговорите, која е вашата потреба, вашиот порив за да се однесувате со луѓето што си ги поканиле во студио на начин на кој се однесувате понекогаш? И особено спрема некој, нели? Значи, се разбира, не према сите. Работата е следна. Имаме во Македонија стар ков на новинари и нов ков на новинари кој што го предводам јас. Стариот ков на новинари повеќе му е важно да биде мирен во емисијата, да помине емисијата глатко, да не таласа, а не е битно дали ќе искаже мислата, дали ќе се бори за некоја кауза. Така да, јас не сум таков новинар, јас сум нов новинар кој што размислува малку повеќе на кај народот, мене не ми е важно што ќе мисли за мене елитата, повеќе ми е важно што мисли за мене народот, што ја живее маката македонска. Бидејќи рековте дека неколку американски новинари се ваши идоли, од таму го влечете и тие реакции за преку социјалните мрежи да можат да им праќаат на своите гости, ако не успеат тоа да го остварат со нив во студиото? Значи, моите емисии не завршуваат со завршувањето на политика. Туку дебатата продолжува понатаму. И на седенки, и на Фейсбук, и на социјалните мрежи продолжува дебатата. Тоа не почнува и завршува само во рамките на политика, тоа продолжува секаде каде што сум присутен јас. Новинарскиот кодекс, член сте на Сдруженијето на новинарите? Да. Новинарскиот кодекс ви е познат или непозната лекција? Не би можел да го дефинирам така како што го ти замислуваш, но оприлика знам што треба еден новинар да има пред себе како еден костур на својот карактер за да биде добар новинар. Јас не го замислувам, јас само знам што пишува во него. Ве прашувам вас дали вие знаете што пишува во кодексот на... Не сум го прочитал тој кодекс во ЗНМ. А член сте на ЗНМ? Да.
Па јас знам дека кога примаат членови им даваат кодекс да го прочитаат за да таа бидат... формално се уште не сум извршил формално, но себе си се сметам за член. Председателот на ЗНМ беше кај мене во емисија, јас ностоп се информирам, се консултирам со него што се случува. Така да формално не сум, но се сметам себе си за дел од таа групација ЗНМ. И што вака кај вашите гости би пофалиле Саша Ивановски, што ќе пофали кај некој од нив? Па пред се јас сакам да ги пофалам сите гости што дојдоа кај мене во емисија, да ги пофалам за храброста што дојдоа. А во исто време жалам за нешто нема храброст да дојдат. Кажав две имења такви. Значи Мирка и Миленко за жал се покажа, особено Миленко кој што во својата емисија знае така да се прави многу храбар, да навредува некој што не дошол кај него, а тој кога требаше да дојде, него испочитува својот она што го пропагира. Како така требаше да дојде, прифати, се согласи, па потоа не дојде на емисија или едноставно во старт... Одбегнува. Вие очекувате секогаш што ќе поканите да дојде кај вас? Па очекувам некој што има емисија и се жали дека не му дошле, барем тој да дојде кај другите кои ќе го поканат. Го поканивте од политичките лидери, кој ви е на тапе што се вели новинарски? Па секако голем предизвик ми биде кога ми дојде премиерот или лидерот на опозицијата. Поканете се. Поканете си, се надевам дека ќе дојдат брзо време. Добро, и што им порачувате на тие што засега како се вели ве откачуваат? Нема што да им порачам, тоа сепак кажува дека тие иако глумат дека се за дебата и дека се за разговор, дека се силни во разговор, сепак покажа еден вид на кукавичлук. Кого најмногу сакате сега да интервјуирате? Од луѓето што не ви дошле во студио? Секако разговорот со Мирка Велиновски и со Миленко ќе биде наистина многу забавен и интересен за гледачите. Има вака по социјалните мрежи може да се забележи дека еден грст соговорници и ве надитриле во емисијата кога сте сакале да ги ставите што се вели, нели, според вашиот жаргон во шише. Сте биле вие таму во тегла? Не се согласувам, јас не мислам така. Ја мислам дека достига во сите дебати кај што имавме различно мислење, мислам дека јас победив во таа дебата. Кој од вашите гости мислите дека не ви бил ниво, а за кого сметате дека вие не сте му биле ниво? Па морам да признам дека го потценив граначалникот на Карпо Штефче Екимански. Го потценив човекот, тој дојде и наистина беше жесток во емисијата и тој е опасен дебатор. А Радмила Шекеринска очекував многу од неа и многу и добив, така да се види дека наистина госпоѓата Радмила Шекеринска е наистина спремен политичар. Не котирате најдобро колегијално во самата телевизија каде што работите? Имате конфликт со некој од колегите водители? Не можам да го коментирам тоа, не знам, едноставно сепак се трудиме да правиме добар продукт. Има некои мали недоразбирања, но тоа се незначителни работи. Кој ви е следниот гости што ќе гостува во Политико? Па не можам да ви кажам, планираме многу интересни гости, амбасадорите се планирани. Американскиот амбасадор Пол Волерес ми веќе дека ќе дојде. Тоа ќе биде наистина интересна емисија, бидејќи кога беше британскиот амбасадор бевме многу жестоки вака. Јас и со амбасадорите не сум многу фин. Со сите сум жесток. Освен со политичари со кои што делам исто мислење и кои што ми се вака симпатични како политичари. Тоа беше со Маријан Ѓорчев. Тоа значи политички делувате преку вашата емисија? Мислите дека имам своја агенда? Па да. Имам. Јас, мојата политичка агенда е дека политичарите треба да работат добро и максимално добро за народот. Тоа е агендата на секој новинар. Така. Да. Сега, ако спрема некој од вашите соговорници сте груби до степен на тепачка? Па не на тепачка, имаш и до тепачка. На малска вулгарност би рекол. Малска вулгарност? Спрема некој сте многу снисходливи. Многу полтронски. Например, последните емисии остават впечаток, меѓу кои со градоначалникот на Кисела вода, не знам со собственикот на Макстил, не знам со собственикот на Ми-6 или поранешниот директор на Сковска пивара. Јавноста ве доживеа како многу коректен, многу конзервативен новинар, до степен на бизнис новинар. Па не знам, јас Што е вистината? Мислам дека зошто Саша Ивановски према едни е... Одговорот е јасен. Јас сепак не работам во МРТВ. Дали е профитот во прашање, јас ве прашам? Секако, дали имате интерес? Секако, јас не работам во МРТВ, јас работам во приватна телевизија кој што сепак бизнис. Дел од вашите соговорници кои не можат да платат, простите на грубиот израз, спрема нив сте по-груби, по-вулгарни, а тие што можат маркетиншки или не знам по кој основ да одговорат, таму сте кооперативни, им давате шанса да се искажат, да си кажат својата животна приказна или?
Па, одговорот на некој начин се врти околу тоа ваше прашање. Значи има вистина во тоа што го зборувате, но не толку вулгарно од аспект на тоа што јас сепак ако го гледавте интервјуто со Минчо, сепак го прашав дали не планира да ребрендира Нова Македонија и да ја прекрсти од Нова Македонија во што е Мирка рекла. Мислам дека тоа прашање не е баш толку мило и фино. Не го гледав конкретно, читам ова по требало да го гледате за да може да прашате. Исто така и Свето, му реков на Свето дали сепак ти не ја продаде пивара за да не ти ја земат ради приватизацијата. Зошто не донирате повеќе на сиромаштите? Дали можете сепак пивара да биде регионален играч? Значи тоа беа се критички прашања спрема него. Со Љупчо Георгиевски направивте 3 емисии. Да. И со Гошев направив 3 емисии. И со Гошев. Што ви беше мотивот? Па со таквите грандиозни ликови во нашата блиска историја ќе правам 3 емисии. Што е грандиозен лик за Саши Ивановски? Љупчо Георгиевски? Не, кој профил е грандиозен лик? Ликови што како Љупчо Георгиевски, како Петар Гошев, како Тупурковски, Бранко Црвенковски, Никола Груевски. Тоа се ликови кои што вака или онака сепак одиграа значајна улога во македонската политика. Во тие интервју, ако можам да ги наречам интервју или повеќе предоаје на вашите соговорници, а молкот на Саша Ивановски, помина мал милион работи кои заслужуваа полемика. Вие им дозволувате на вашите соговорници да си ја кажат својата страна на вистината, па во 3 емисии еве Љупчо Георгиевски зборуваше само за својот животен пат. Вие немавте забелешки Немам забелешки на неговото искажување, на Петар Гошев исто така. Многу сум изненаден од тоа тврдење бидејќи јас го нареков предавник во мојата емисија. Љупчо Георгиевски јас го нареков предавник во мојата емисија. Зошто предавник? Бидејќи мислам не го нареков предавник, него као прашална форма дали не сметате дека сте предавник бидејќи сепак за бугарското прашање сте претивок. Од аспект на тоа дека бугарите сепак го негираат нашиот јазик, а тој е претивок. И тој се одговори и мене ми се допадна одговорот. Значи исто така го прашав зарем не требаше сепак да се владее по-добро во времето кога владееше, можеше да остане херој на македонскиот народ, а тој сепак како да ги изневери македонскиот. Вие го разбравте моето прашање конкретно дали вам ви е позната доволна тој дел на историјата за да можете секако дека ми е позната. Да не дозволите како велат вашите соговорници да ве водат жедни преку вода. Јас оставам простор дека можно е некои од моите гости да успеа да се извадат, така да кажам, но сепак не можам да се согласам дека не ја познавам тој дел од историјата, бидејќи сепак го живеев тоа време и ги поставам прашањата кои што не ги поставуваат другите новинари. Значи, јас сепак ние добиваме еден мозаик медиумски. Јас ќе пополнам едно делче од мозаикот, Оливера Трајковска друг, вие друг и така. Ова ајде момче излези на тераса ве возбудуваше таа песна. Тоа многу не ме загрижи таа песна, мене многу повеќе ме загрижи од другата песна, на За шиптари гасна комора. Таа песна многу ме нервира и сум кажал во многу емисии дека сум против таа песна и сакам да се знае дека јас сум македонски новинар кој што дига паника околу таа песна и не сакам други албански интелектуалци да се вадат дека и македонските новинари сите молчат. Ја не молчам, аз сум слушнал дека многу други не молчат. Ова тепачкиве по автобусиве деновиве е режија нечија кабинетска, некој поземи или е вака младешки. Тоа се одмазди, некој ќе удрил еден еднош, после 2-3 дена му се собираат и така тоа се некои племенски идиотски работи. Во политико не се бавите многу со тој тип на анализи? Се бавиме секако. Социолошка ситуација во Македонија? Сме се бавели, јас направив неколку интервјуи со албански интелектуалци и разговаравме на тие теми. Меѓу другото најинтересно интервју пред мене беше со Алберт Муслију, каде што баш за тоа разговарав. Кого во овој пресикеве ќе цитирате? Кој најмногу ви остави впечаток во смисла дека ете тоа е личност јавна во Македонија која дава придонес за воопшто за македонското општество, за негов развој, за просперитет, за интеграција и за подобар живот? Повеќе новинари ми се, повеќе мои гости, не сакам да одвојам за да не се навреди некој. Но е последното интервју со Марин Герчев многу ми се допадна. Тој ми е еден од моите најомилени политичари во Македонија. Така, малку невообичаено за новинар, бидејќи тоа се гледа веројатно и од работата, знаете да нагласите дека сте вие левичар, или левучар како се вика на македонски, но тоа е за рака, а за идеолошки е левичар. Нели? Тоа потекнува од моето потекло. Јас сепак потекнувам од една сиромашна фамилија работничка. Никогаш не сме биле заедно на одмор во животот. Го живеам животот на македонската сиромаштија и знам. И нормално е малку така да ми се на срце тие некои теми што ми значат на левичарите, на синдикално организирање. Ова што го правите тоа толку нагласено, фаќате приклучок, можеби за моментот кога оваа десна гарнитура сега вака да се изразам јас
ќе замине, вие сте млад човек, Демек барате приклучок во Социјалдемократскиот сојуз, во македонската левица, или? политички да се активирам, мислите? Да. Не, јас сум новинар, ќе останам тоа да бидам. Па, новинарството е еден сложен процес, нели? Во вестник не сте работели никогаш, рекоте вест не сте напишале, дека никогаш не сте биле во ситуација да го создадете тој новинарски продукт, основниот, сте отишле веднаш на една посложена форма. Так. Мислите дека таа долго може да остане без темелите што ги имате зад себе? Долго, мислам дека може да остане. Ако народот тоа го сака, ако држи меѓународно внимание, ако е како продукт гледан, ако јас имам желба тоа да го правам, зошто да не? Па народот ги сака и спомениците и не знам како се вели она и барокот ги сака Саша Ивановски. Секако, јас не можам да најдам таква споредба. Ако алудирате на тоа дека народот не знае што сака и глуп што ја гледа Политико, не се согласувам со вас, мислам дека сепак Политико е искрена емисија, жестока, полна со ентузијазам и страст, нешто што ретко го гледаме на екраните. За жал, повеќето наши политички емисии се доста безлични и досадни. И јас се обидувам тоа да го прекршам како правило. Не, јас на ништо не алудирав, не сакав да ја прекинам за да ве оставам да ги извлечете констатациите и за мене, нели, еве и за ова интервју вечерешно. Само сакам да прашам која е перспективата на Саша Ивановски како новинар. Јас себе си истина се надевам дека ќе успеам Политико да ја дигнам на повисоки нивоа, да биде една од најгледаните емисии, која што ќе на крајот на криштата ќе се дојде до тоа ниво да перформансот на политичар во моја емисија да му ја означува и понатамошната политичка кариера. Кој ви е сега конкуренција во македонскиот телевизиски простор, бидејќи пледирате само на телевизија, ако добро ве разбирам? Конкуренција во македонскиот политички простор, во телевизиски простор? Ги спомнавте неколку новинари што не ви доаѓаат во емисијата, тоа ви е конкуренцијата, што не сакат да се соочи со вас? Не, ја мислам дека, знам дека ќе звучи многу арогантно, но не мислам дека во моментов на телевизија има продукт кој што може реално да му прави квалитетна конкуренција на Политико. Останувате во нашата, барате условно поголем медиумски простор? Јас Политико ќе остане таму, бидејќи ние имаме долгогодишен договор подпишан со Наша ТВ, така да Политико и е бренд сопственост на Наша ТВ, така да ќе остане во рамките на Наша ТВ. Ви благодарам. Ми беше многу драго, сакам да ти се заблагодарам и да ти честитам за твојата 300-та емисија. Последната емисија беше со Бобо Каров, број 300. Со оглед на вашата младост, Политико ќе доживее уште многу нули. Ова е моје прво гостување во нечи друг продукт телевизиски, така да ти се благодарам за тоа. Ви благодарам. Пресинг секој ден од понеделник до петок од 18 часот и 20 минути, репризите исто така од понеделник до петок од 11 часот и 10 минути.
најголема и најефикасна мерка со најголемо влијание би била монетарна и фискална мерка. Што тоа значи? Ние низ годините имавме неликвидност во повеќе од овие сектори. Имавме и кај буџетот неликвидност, имавме неликвидност и во Народна банка, резервите кои се самоставивме беа 5-6 милиони долари. Имавме неликвидност на банкарски сектор, саниравме. Банките се со висока ликвидност. Народна банка има задоволително високи резерви, девизни резерви, значи има стерилизирано пари, надвор од стопанството. Буџетот се алиментира редовно. Значи према проекциите. Она што проектира Министерството за финансии, така и се полни буџетот. Значи имате три сектора кои се ликвидни, останува неликвидна реалниот сектор и граѓанството. При тоа, овој сектор на економијата е и генерички, тој ги создава парите. Така, оттаму се полнат буџетите, оттаму идат парите во банките, оттаму идат парите во Народна банка. Држава и ова е зошто? Добро вечер. Не е новинар или не беше Сепак сум една провинцијална селјандура. Сега живеете во Скопје, Да. во од 18 часот и 20 минути, репризите исто така од тој момент се врши проверка за барањата за поврат на ДДВ и колкав е вкупниот износ на поврат на ДДВ што фирмите го побаруваат. Така, ако ништо друго, ќе имаме појасна слика, се зголемува долгот или се намалува долгот, постои или не постои. Тоа е првата работа. Без тоа ќе бидеме како во магла. И од тоа сите ќе имаме корист да се знае ова точната состојба. Владата експресно ги одби вашите мерки, ги нарече популистички и каква беше реакцијата од нивна страна? Па вака сега, јас можам вака да ви кажам. Прво, реакцијата стигна од вице-премиерот Пешевски. Јас не знам дали тоа беше негов став или став на владата во ситуација кога премиерот не е во земјата и остатокот од економскиот тим не е во земјата, така што тука оставам простор тоа да е негов став, а не став на премиерот. Исто така, она што е интересно е дека дента кога Пешевски ги одби мерките, ние последниот дел од мерките го објавивме 1-2 часа пред тој да излезе и да ги одбие мерките.